Благодарам, почитувам председавач. Само, значи пред нас е Законот за енергетска ефикасност, допуна. Ова го правиме втор пат по интерес на македонската јавност. Ги продолжуваме роковите кои владата требало многу одамна да ги заврши. За волја на вистината, од Министерството за економија слушнавме дека воопшто не се работи досега на овој закон или многу малку е направено и дека ќе им треба многу време за да ги усогласат правилниците, па во дел и од членовите место правилници се предлагаат уредби со цел да нешто профункционира. Значи до крајот на мандатот, ако овој закон се усвои на пленумот, да видиме ништо од оваа проблематика. Добро е што се предлагаат членови со кои старите лиценци ќе важат, за да не се створи повторно вакуум во оваа проблематика. Далеко сме од усогласување со европските закони, правила и директиви. Останува фактот дека Министерството не си ја завршува работата. Останува фактот дека се занимаваат со се и се што, меѓутоа не и со проблематиките кои ги тангираат граѓаните и едноставно останува нашето видување дека имаме тотално несериозност од страна на Министерството за економија и ако продолжат со ова темпо на решавање на проблематиките, тоа никогаш нема да се случи, барем не во овој мандат. Дали тоа ќе бидат предвремени избори или со роковите до крајот на мандатот на оваа влада, значи да не очекуваме никакви подместувања во делот на енергетика. Како ќе се менаџира кризата, во едно од образложенијата на амандманите кажав дека владата разгледува многу опции, меѓутоа останува впечатокот дека се уште немаме обезбедено енергија, немаме обезбедено доволно количини газ за да профункционира тето, со што би се избалансирала и енергијата, електричната енергија и топлинската енергија би се на некој начин загарантирала. Владата си носи своји уредби, своји правила, ја има кризната состојба и едноставно нека ни е на помош времето и да се надеваме дека нема да дојдеме во ситуација од последно место во Европа по однос на најлоши цени и перформанси во енергетиката, да дојдеме во ситуација на кризи и, не дај Боже, немање енергија. Благодарам.